Почитувани гледачи, Трето и Стопанската комора на Северна Македонија продолжува со бизнес клубот. Денеска имаме ексклузивен гостин, кој го доаѓа директно од главниот град на Словенија, Антони Аргир. Добро дојдовте. Добро најде. Тежок беше патот низ Балкан. Тежок. Секогаш бе тежок. И во нашите балкански патишта се тешки. Да. Како ја гледате перспективата на Балканот од таму сега, од другата страна на Европа? Јас секогаш велам дека Балканот е за мене е до Виена. Главен град на Балканот е Виена. И за жал можам да кажам дека сме скоро неправедно оставени надвор од Европското семејство. Мислиш? Тоа е моје мислење. И тоа е наша вина или програмирате? Секогаш вината се наоѓа на двете страни, нели? Ти требаш да направиш нешто сам, пошто ако ти сам не си ја средиш куќата, друг не може да ти ја среди. Но мислам дека и Европа може да направи малце поинаков пристап, постратешки пристап, похрабар пристап и да го вклучи цел преостанат Балкан, да речам, во европското семејство. Многу малку луѓе знаат дека идејата за југословенската држава не е на комуњарите, како што викаат, него на словенците и карватите како би се отцепиле од Австро-Унгарската империја. 1845 година се раѓа таа идеја и државата настанува 1919 и се протега на фантастична географска поставеност која од срцето на Европа излегува на Медитеран. Јас велам дека овој наш регион, и кога велам наш регион, велам од Вардара па до Триглава, ама тука вклучувам и Грција, и Италија, и Австрија, се едни од најубавите места за живење во светот. Знаеш зашто? Со најубава природа, со убави луѓе, кои треба само да бидат свесни дека се убави, да се гушнат меѓу себе како комши и како пријатели, со храна прекрасна, со достап до сите работи. Со 7 мориња околу, со најубави реки, житници и со немање на цунами. Нити друга некоја година не погода. Ама нема инфраструктура. За инфраструктурата сме сами криви. Треба да се фокусираме на тоа. Значи, ако има таква, тоа ќе можеш да одиш на доручек од Дубровник, на ручек во Солун, а на вечера во Истанбул. За инфраструктурата сме сами криви, тоа треба да биде приоритет на цел Балкан. Затоа што постои апсолутна согласност дека без инфраструктурата нема никаков развој. Дефинитивно, да. Дефинитивно. Едно е нема развој, друго е ги тера луѓето да се иселуваат. Бидејќи ако имаш добра инфраструктура, имаш достапност брза до она што ти е потребно и битно, тоаш нема потреба да се иселуваш од малите места. Тоа е, например, разликата која гледам меѓу Словенија и Македонија. Сум читал дека кралот Александар во текот на своето живење во Југославија, која формира, секој петок ходел на Блед и Мардвилар и ги примал во панаелни државниците европски и одржувал следпис од нив. Значи, таа комуникација, а комуникацијата значи све, информација, знаење, правилна одлука носење и така натаму, не била проблематична тогаш, 20-тите години, а денеска е проблематична, затоа што, например, после еден изузетно турбулентен период во кој што Адрија Ервис беше ѓулегот на Македонија, кој што овозможуваше врска со светот, денеска он не функционира. Адрија беше не само на Македонија, беше на цел регион, сите зборува за Македонија, дека сите ветови во тие години одеа преку Љубљана. Така е, сите главни градови од нашите републики беа поврзани со Љубљана. Јас кога појдов, кога се преселив во Љубљана заради работата, значи скоро година и пол пред Визар да ја отвори линијата Визар Скопје, јас на аеродромот во Љубљана немав поедено, така да тука и Љубљана како еден вид хаб изгуби многу. Малце презеде Загреб, малце презеде Белград, така да Адрија беше многу битна работа. Не одат во некое субвенционирање да отворат да ги поврзат главните градови. Да. И предизвик е да појдеш, па дури за Скопје да појдеш, бидејќи има само 3 пати неделно, порано беше по 2 лева. Не даде многу сериозен проблем на гнувањето на таа линија со Трсе, дешто до на Кирочо,
Затоа што јас пред Очингана за сат и 10 минути бев тама, а преку Загреб ми треба 2,5 до 3 сати. Значи таа конфигурација Така. многу значи. И некако кога ќе појдеш до Лјубљана, си уште поблиску ќе појдеш Франкфурт, Париз, Брисел и така наде. Јас не се страмам да кажам, и тоа многу пати сум го кажал, дека за демократијата, за различните мислења, за напредокот технолошки и така натаму и во многу други работи сум научил во Словенија и од словенците во Белград кога заедно работевме. И за мене таа секогаш представуваше база и ресурс за откривање на нови работи кои што ми значеа и во животот и во институциите што ги водев. Дали денеска има тако чувство дека Словенија предначи во овие услови како што предначеше и при распаѓањето на Југославија. Дефинитивно, се уште е така. Може да се сретне. Бренд може да се рече, брендови и јас би рекол ние сме слични како народ. Да, Два мали народи каде е разлика? кои немале кралевини, кнежевини и така натака, секогаш сме биле некако потиснати под во некоја голема империја. Ние под турска, тие под австро-унгарска и така натака. Ама големи империи. Големи империи. Разликата, најголемата разлика по мене е тоа што се, како да речам, вредни, Вред, многу вредни. много вред. Не велам поинтелигентни, многу вредни. И дисциплина. Вредни и работат. И кога велам вредни работат и на работа, работат и дома. Да се вратиме на Австро-Унгарската империја, многу луѓе кои ќе се рече Австро-Унгарска империја ме асоцира на Австрија, така? Тоа е империја на пола Европа. Така е. Јас често знаја да кажам кога се работував во Опатија со Ривиера, Дибурнија Ривиера Хотелс, додека бев во Александар Палас, тие знаја да кажат дека една Опатија е од трите круни на една од трите диаманти на круната на императорот Хабсбуршки, затоа што тоа се Опатија, Монте Карло и Карлови Вари. Значи, ако видиш тој опсек на тие дистанци, ќе видиш дека пола Европа е младеер. А и долу до Котор. Така е. Така И до Босна, и до Босна. Тоа е До Босна. сериозна држава. кога ќе читаш на Дрини Чупри, ќе видиш дека до таму и до таму се чувствува и до таму, Тие таму скоро 2 века е фактички. И тие места се под Австро-Унгарија. И со нив се сретнав со таа млада екипа во Словенија, собрана тогаш околу Весникот Младина, слушам дека и денес постои. Младина постои, да. Постои. Постои, да. Сега кога помисли постои, така, малце доста, да речем, лево ориентирана, ајде би рекол, и храбра во некои изјави и така натаму. И се сеќавам на тоа дека почнавме преговори за расцепување на организацијата, 50 на пати јас бев кај нив, 50 на пати тие дојда во Белград кај мене и така натаму, ади тогаш научив дека може да се конфронтираш, а да после тоа имаш нормална комуникација. Ако се држиш до аргументите, ако не збегаш тврдо. И мислам дека тоа нивна отлика. Дефинитивно, ние разликата меѓу нас и словенците е во тоа што јас велам, ние сме медитерански народ, за жал без море. Значи такви сме, избувливи, работите ги прифраќаме при срце, да речам, и така натака. Додека јужнешки темперамент, додека кај нив не се толку различни, би рекол дека се скрос различни. И кај словенците јас препознам два типа, едни што се многу слични и блиски на нас, други што се многу слични и блиски на некој австријски или германски менталитет, но дефинитивно може денеска да ти каже аргументирано, мисли сосема поинаку од тебе и така натака и во лице, право, но продолжуваш со соработка. Немаш, да речам, немаш некое замерување. Таа разлика ја видов на еден пример, ќе го кажам многу едноставен, кога водевме тешки разговори во републичката тогашна организација на младината и на студентите во Словенија и после сите расправи во кои што секретарот
беше да речам, отворен во тие напади на нас, како федерална организација, а доаѓаше од Марибор. После завршувањето на тоа, вика, сакам да ми бидиш вечерва гостин во Марибор, ти спрема со пруга, тоа влеговме во нов стан. И јас одам со него, немаше автопат тогаш, и видов зграда стара 250 години. Новиот стан беше 250 години. Ама прозорите беа како што треба, да, беа дограмата како што треба, све внатре средено, грејење, по најнови принципи. Видов разликата дека кај нас на 50 години се руши, а тамо 250 години се гради и се возобнова. И тоа е основа дали една фамилија ќе почне или еден млад човек со стан или без стан, со куќа или без куќа, тоа е голема разлика после во животот што се ствара. Да, тоа кај нив може да се види. Ако ќе видиш Љубљана, да речем, тој средишен дел, средновекове, фактички се згради по 200, 300, 500 години стари, и моментално се едни најскапите места. Значи, ќе купиш стан од, не знам, 4000 евра квадрат, во кој треба да доинвестираш уште 2000 евра по квадрат, за да го донесеш до некое ниво, али дефинитивно пак ќе видиш дека од тие стари згради имало инсталации кои од времето ги задоволуваат тие основни потреби. Така да, зачувано е тој. Се градат нови згради, се градат нови станови, но на еден поинаков начин, да речем, не се трупаат на едно место. Спомнам Ладина, тоа беше језгрот околу кој што се била напредните сили во тоа, и на еден таков ручек во Младина во 92-та година бев со еден наш бизнисмен и непосредно после победата на Либералната партија која што произлезе од Младина, и она требаше да состави влада. И ние седиме со лидерот на партијата и сега викаме, сега ќе бидеш ти премиер. Нема да биде премиер. Дрновшек ќе биде премиер. Зашто он знае што е премиер. А ти, што ќе бидеш? Јас ќе бидам министер за култура. Зошто му велам? Затоа што ние ќе одиме према Европа, а на Европа ние не можеме да му испорачаме ништо друго освен култура као мал народ. И мојата задача е да издвојувањето од буџетот стигне 5% за културата, а националните уметници добијат 5000 марки тогашна плата. Тој момент во Македонија и ден денес не е дојден. Ова зборувам за 92-а. Значи, подачот на лидерот на победничката партија 92 година зборува дека ќе биде министер за култура, не премиер. Јас велам, тоа и во бизнисот е многу битно. За жал, тоа зависи од нас, лидерите во бизнисот, како ги поставуваме работите, но понекогаш луѓето, за да добијат некое признание или некое достигнување, сакаат да напредуваат во некои позиции. Јас велам често, многу е битно и многу ги ценам луѓето што знаат што сакаат. Така да тој е таков пример. Тој, неговата визија и мисија била да ја издигне културата на тоа ниво, за да направи нешто и допринесе за државата во Европа, а не тоа што не го знае или не може, или дури не му е драе, бега сама така што не така. Значи, да заклучам тука, ние не сме стигнале до тоа ниво и тоа е трагедијата наша, а мене кој ќе ме прашаат што подразбираш под тоа, одговарам во 3 реченици многу јасно и гласно. За да нешто успее, треба да ми образложиш предлог по кој што ти има јасна цел, да ја разберам, луѓе кои што тоа ќе може да го спроведат и пари. Така. Без тие 3 работи нема напред. И сега долго е дефинитивно јасно. Дефинитивно. Значи, а ние токму тука се чукаме по рамо, е добро да, ама види од овие 3-2 работи нема да бидат. Не чукни, па добро ќе видиме сега ние. Ќе биде работата. Така. Тие се големите разлики. И ние се познаваме долго. Направивме еден ченч. Јас се вратив, се повлеков од присуството во Словенија, ти отиде тамо.
Трансфер. трансфер еде, така да постојано присуство има. Да. Јас и да видам момента во позиција како мој потпредседател, кој што многу не значеше затоа што не подржа во критичните моменти на структурното преструктурирање, на преструктурирањето на комората и авторитетот тој беше голем и така натаму. Меѓутоа ти одиде на една многу важна функција која што па се совпадна со нашето одење со Тања во Коморскиот инвестиционен форум. И некако тие планови ни се повторно вкрстија патиштата и мислам дека секој на своја страна допринесовме за малку повеќе да се воспостават релациите тоа што бе. Дефинитивно. Бранко сме го разговарале, многу луѓе ќе ме прашат да ве отидов од Македонија и така натаму. Викам, луѓе, не отидов од Македонија. Јас сум човек на регионот, човек на групата. И заради работата која работам е потребно да видам во Словенија. Ако било потребно да бидам во Белград или во Скопје, ќе сум бил таму. Така да За мене кога ми соопшти, јас се сеќавам, што никакво изненадување, можда што као да одиш од Кружево во Скопје. така е. Што и бео го направиле како фамилија, мене ми е ова второ селење, да речем. Е точно. Со групацијата сум имал секогаш добри односи и секогаш НЛБ за мене представувала банка институција која што води сметка пошироко од оние, да речам, Бизнисот, перформансот и така натаму, а особено после доаѓањето на млаш бродњак кој што некако па ние и при срце и човек кој што има европски вредности, јас го знае и духот на Балкан. Дефинитивно. Да. Дефинитивно. И мислам да не сум се видел и подолг период некако како да се секој ден заедно. Така е, така е. И такво, да речем, тие се тие вредности кои, јас велам, мора да се поклопат за да нешто правиш заедно. Ти можеш да бидеш различен како човек еден со друг, ама ако тие основни вредности Не се совпаднат. во нив се совпаднат, да речем, Ако не се совпаднат, ако не се совпаднат не можеш, а ако се совпаднат па одиш заедно и правиш заедно. Така да за мене беше и тоа, ќе го спомниме баш во сред корона, 2000-та имавме состанок на ниво на групација, јас тука како прв човек на НЛБ Скопје, и на Вибер ми пушта порака, вика, шефе, можеме ли се добити после састанкот? Можеме. И се слушаме, вика, шефе, време е да радиме заедно. Знаеш, и тоа е таа визија, земничка визија, земнички вредности, кои во регионов ретко се случува. али што откажа, ти прво треба да лепи. Така е, Ако не лепи, нема ништо. така е. И после ќе се развива све како што така е. Мислам дека вие сте екипа што на Балканов лепи и затоа направивте и таков, да речем, систем кој што го функционира. Дефинитивно, ние велиме дека сме, затоа сме различни малку од другите банкарски групации. Јас не велам само од банкарски групации, од регионални групации генерално. Бидејќи го знаеме регионот, ние сме од регионот. Се знаеме клучните 20-30 луѓе од групацијата, секој ден се слушаме или се гледаме, дали е некој настан некаде одма одиме, дали е настан во Скопје, во Белград, во Сараево, Блаш како прв човек, јас како член на управен, другите колеги од управа, ако е потребно доаѓаме, дали е тоа настан, дали е тоа проблем и така натака. Тука сме. Тука сме, го знаеме нашиот народ во нашиот регион, не сте од надвор, да речем, и успеваме, по моје мислење, да ги прилагодиме тие европски стандарди на банкарство, сепак да ги прилагодиме на еден начин, да ги доближиме до потребите на регионот. Блаше и као председател на управниот одбор на НЛБ исто однесувањето во комуницирањето, во работењето со вас, како знаеме ние. Дефинитивно. Аутентичен, директен, енергичен, дефинитивно, да. Што е нешто што не знаеме за НЛБ во овој момент, а можеш ексклузивно да ни го соопшти? Тука ексклузивно знаеш дека не можам да зборувам, бидејќи ние сме котирана компанија на лондонска и словенечка берза, така И да. дека ние што имаме акции тамо и добро помига.
Тоа точно. Така да не мора да одговара оно што најдените дивиденди. Да, оно што го објавивме нели сега во четвртокот, добри резултати минатата година, повторно над 500 милиони евра профит, 514 поточно милиони евра. Профит 1.250.000.000, а приходи на годишно ниво. Добро ја, да речем, преземавме и го интегрираме Summit Leasing, тоа е една клучна, да речем, достигнување минатата година, бидејќи преку преземањето на Summit Leasing за прв пат влегуваме повторно во Хрватска, што е уствари после 30 години прв пат се враќаме на тој пазар. Продолжуваме со поддржување на регионот, продолжуваме со фокусирање на регионот како наш единствен, да речем, пазар, и размислуваме дефинитивно за ојачување на позициите на некои пазари во регионот. Се уште не само преку органски раст, туку и преку аквизиција. Кажи ми во рамките на овој профит, која од вашите банки има најголемо учество? После Љубљана е Белград Белград? и после тоа е Македонија. Македонија. Да, Скопје. Скопје е некаде околу 11,3% учество во тој вкупен број, да. Има ли проценки за раст во Македонија? Да, дефинитивно. Во цел регион. Во цел регион ние минатата година ја донесовме стратегија 2030 година, која е стратегија на раст. Стратегија на раст во кој велиме дека најголемиот дел од достигнувањата ќе ги направиме со органски раст, дел и со аквизиции. Органскиот раст негде го предвидуваме меѓу 9 и 10%. Сакаме до 2030 година да дојдеме до 2 милиарди евра приход, до 1 милиарда евра профит и до 50 милиарди евра билансна сума. Тоа се нашата цел. Оваа година Што сакаш по-ексклузивно тоа? добро, тоа го е објавено и на луѓе на јавни така натека. Види сега, луѓето да купуваат акции, ми некои ќе ме прашат дали да купам од НЛБ ДД или НЛБ Скопје порано и сега и денеска. Викаме, прашувате за нешто што јас го работам. А јас работам тоа во што верувам. Да, толку одговарам на тоа прашање. Прашањето е содржано одговорот. Тоа се вика словенска антитеза. А мене ме прашуваат обичните луѓе, прашај ги банкариве за курсот на одредена валута и да постапам обрат. Да. Тогаш најдобро сум заработил. Некако си во првата кариерата. 70 години. Така. Во една институција, постепено напредување, искуство, а пред тебе уште период во кој што можеш да работиш, да се докажуваш. Каму се чувствува човек сега во тој прелаз на искуство, на знаење и на перспективи пред себе. Например, јас како го имам доживеано. Меѓу 50 и 60 години не памтам како тоа поминало као вака. Веројатно затоа што тоа искуство, тоа знаење, тој професионализам ти дава за право да ги решаваш прашањата многу лесно. И тогаш не можеш да се сетиш на ниеден наставник кој си се Освен да оние што се да. клучни настави, да. Брако, знаеш како, јас пак ќе речам, таа промена што ми се случи како семејство, пошто кога решив да одам, викам да, мене ми е семејството исто едно од стварно од најбитниот дел од мојот живот и решивме дека го правиме таа промена, дека правиме семено. Но да се вратам, да речем, на кариерата, што мене ми се случи и тоа го споделувам со луѓето. Се помладив. Што значи се помладив? Почнав повторно многу да учам. Бидејќи се сретнав со работи со кои до тогаш се немав сретнато и не би се сретнал доколку би останал тука во Македонија. Дали е тоа процес на аквизиции, на интеграции, на пошто го покривам плаќањата, иновациите, скроз друг нов свет и така натака, и почнав повторно многу да учам. Јас велам дека учењето стварно е нешто што ти дава, те мотивира и ти дава мотив да достигнуваш уште поголеми достигнувања
и мене ми е буди, како се вика, мене ми е буди радозналоста. Да. Така да, дали сум во врвот на кариерата, не знам. Имам, ќе бидам 50 години во ноември. Мислам дека имам енергија и како пред 10 години, можда и повеќе, пошто некои работи учиш да ги тргаш на страна и што ти земаат енергија и се фокусираш на тоа што е тие. Тоа е многу битно. Тоа е што ти е најбитно. Да не вртиш во празно. Апсолутно. И за тоа време си го искористиш за се. Апсолутно. Имам ја секогаш сум пробувал да имам нека визија барем за 10 години унапред, така да и сега имам. Кога заминавме за Словенија, луѓе маршува колку како, викам, одам на некои 10 години, па ќе видиме после здраве, само нека е за добро. Се сеќам на вечерата во Маракана кога е презеде функцијата. Се сеќаваш? Кога презеде функцијата Тука. во Скопје, да. Изгледаше премлад за тоа. Па бев 39 години. Сеќаваш се едно старо друштво, Да, и изгледаше премлад, сега изгледа. како што треба. Мада некој вика дека се подмладува, се шала. Да, се помладуваш ако користиш ево алатки тулсо. Алатки се Таа беше добра вечера. Таа беше интересна вечера. И голема промена беше за банката. беше да за банката. Со тоа што Мислам дека и за општо македонскиот бизнис да се ретки беа такви промени. ретки беа и морам тоа да го спомнам, тоа е една многу убава приказна на промена од една генерација во друга, без зломови, со респект, со надградување на тоа што било изградено и така да стварно секогаш кога се сеќам на тој дел, велам тоа е приказна што секогаш ќе ја кажам и на секогаш сум горд не на себе, туку на луѓето пред мене. Ги спомнам Енчевски, Раевски, Перински, значи лидери кои те викаат, мали, знаеш, упорен си, инает си, имаш слобода, пази шо преш. Не ти треба повеќе од тоа. Меѓутоа, ние ја знаеме приказката и пред тоа на банката и на тие луѓе, врзана за една од најпрофитабилните гранки тутуно производителство. Да. И производството на цигари. И се уште една од најзначајните извозни гранки на Македонија. И мислам гордоста на Македонија. А период во кој жолтото злататко се наоѓаше на чело на пирамидата. Така? На чело на тутунската индустрија, да, Љубо Тутун. Да. И ги пратав тие случувања после воспоставувањето на самостојност на Македонија и дојде, мислам, до непотребен слом и брзина при реконструкцијата на целиот тој систем, мислам дека Македонија изгуби. Кога ќе погледнеме па во регионот, еве да земеме Словенија. Словенија нема ништо веќе повеќе од тутунска индустрија, иако Топачна Љубљана стана собственик на тутунски комбинат Скопје. Кај нас сепак мислам дека остана двата комбинати добро работат генерално. Треба да се прилагодат на новите трендови. Добар е тој стратешки договор меѓу Филип Морис и тутунски комбинат Прилеп. Колку ќе остане, како ќе остане, ќе видиме. Останаа некои од предпријатијата што откупуваат и ферментираат тутун, па после тоа го продаваат како суровина, например сокота Битола е одлична, огромна и една од поголемите фабрики на сокота. Групација да се работеше само за позицијата на Македонија табак. Македонија беше. Да, Македонија Мислам дека тоа бодеше очи. Да, со тоа што Македонија табак, нели, добро, јас деталите толку не ги знам, али беше сепак делот на трговијата и извозот. Она што остана е суровината и производството. Што е добро, што е добро, се уште носи добри девизни приливи, значи добар извоз. Дури и во новите трендови, пак речем, не сум експерт со овие, како ги викаат, спорогоречки цигари и така натака. Нашиот тутун, бидејќи ориентален тутун, се користи дури повеќе малце отколку претходно, пошто нашиот тутун никогаш не бил
основна суровина за цигарата. Тој секогаш бил аромата во цигарата. Најдоброто. Аромата во цигарата. Имаше едно време малце опасност, мислам дека е се уште Канада, ама не сум сигурен, каде што се исклучуваше тој ароматичен тутун да влезе во цигарите, бидејќи па има најмногу овие, да речем, штетни состојки, али па аромата ја дава. А колку што знам, мислам дека во новите овие споросогорувачки цигари, тој па по заставен. Така да се уште има некаква имнина. Сега, можеме нели да дискутираме дали е пушењето добро, не е добро и така натаму. Тоа е друго. Че ние зборуваме за бизнисот. Можам да кажам дека фамилијата Аргер и фамилијата Азерски се поврзани многу години. Да. Дека на двете. Дека на двете прво со тутунот, после со Александар Палас, со твојот брат, со кој што да одлично, па со тебе во коморскиот систем и во гледам во припремата за овај разговор што направите нашите, бе импресионирани од твоите ставови за комората и за клучните поенти на незиното работење. И ми ги наведе тука, како значајни. Може ли да ги прокоментираме? Може. И сега што ставите? Што е значајно за мене? Комората како двигател на економијата. Така е. Така е. Така е. Мислам, представник на економијата кој трае колку од 100 и колку години веќе напомни. 102. Така е. 103. Знаја 103. 103, брат. 15.000 членови. Да. Континуитет. Знаеш, Најлегвар кадров се ослободи, се даде можност да се формираат и други комори и цел респект и на другите комори, секој си има свој покривање, ама кога ќе речеш комора во Македонија, тоа е таа комора. И дефинитивно е еден од стабилните чинители на државотворноста на Македонија. Второ пишува некоја твоја изјава партнер и предизвикувач на владата. Секогаш. Баш добар збор, предизвикувач на власт. Па, дефинитивно. Партнер, ја секогаш велам, партнер Без разлика идиш, али не да ѓутиш. Така, како и во бракот, така е. Така, партнер мора да биде на равноправна. Треба и предизвик да има, да има и заклjuč. Партнер треба да биде, комората да бидиме како бизнис, заради тоа што владите имаат понекогаш добри програми и така натака, кои треба да се поддржат. Од друга страна, постојано треба да бидеме предизвикувачи. И треба гласно да кажеме. Тоа ни треба, таква клима ни треба, такво законодавство ни треба, за да можеме сите заедно да одиме напред. Ево, во третото кажува што се приоритетите, јас исто сум најголем приврзаник на тоа образование и работна сила. Тие се Го спомнавме образованието, а образованието е нешто што стварно мораме да посветиме многу внимание и како држава. Еве една разлика што ќе ја спомнам тука меѓу Словенија и Македонија, пластична. Кога беше короната кај нас, многу лесно ги затваравме школите. Ќе ги затвориме, онлайн работат, не работат, јас го идов тоа преку моите деца. Цела недела немаат часови, петок попладне час, тогаш е полицискиот час. Во Словенија правеа се школите да работат и децата да одат на школа. Од мерење температура, од не знам што, правеа се да не ги затвора. Тоа е многу, тоа ти кажа дека ми има многу поинаков однос према школото, према образованието. Треба да го менуваме образованието. Треба да ги воведиме новите алатки, новите стандарди и не треба да прекинеме со учење. Секогаш, јас знам кога појдов на 39 имав на Блед да завршам MBA, бизнис администрација. Многу ми брешав, што сега на 39 години ќе дојдеш луѓе. Не сме млади на 39 години. Треба да се учи до последно. Како ќе се одржуваш, како ќе бидеш конкурентен и ти, и твојата фирма, и твоите колеги како тим, ако не се надградуваш. Дигитализација е клучна еднината. Дигитализацијата ние не треба да зборуваме дали треба или не треба, таа е неминовна и треба што побрзо да одиме во дигитализација. На дигитализација на бизнисот, дигитализација на администрацијата. Јас во дигитализација да гледам спас многу и во делот на корупција, и во делот на сузбивање на сива економија.
Биѓајќи со дигитализација на услугите, со дигитализација на плаќањата и така натака, се сузбиваат можностите за сива економија и за корупција, кои се па за мене рак рана на нашиот регион, не би рекол ја само на Македонија, на нашиот регион. Заклучок има, верувам во комората како модерен двигател на економија кој е флексибилен, иновативен и проактивен. Ако сакаме економија која ќе расте, мора да ја обликуваме со паметни реформи, дигитални решенија, студенти, вештачка интелигенција, правила од најмајците до најголемите, прилагодени на соодветен начин. Подршка од најголемите до најмалите компании. Тоа значи дека во една реченица кажа све. Јас тоа за да гледачите го примат многу појасно и едноставно, нашиот концепт е да создадеме институција која што 100% ќе работи во интерес на компаниите, а со владата ќе ги пополнува празнините која што таа не ги работи, а не ќе се конфронтира на исти решенија кои што се практично утврдени во нејзината програма. Треба да биде мост еѓу компаниите и државата и владне, Да речем, од мостот поврзува, не да презема улога на опозиција и бе критикува владата нива. Ние треба сите да стварно идентификуваме секој кај себе, дали е посебен бизнис, дали е комора, дали е влада, што е тоа што позитивно можеме да го направиме и заедно да го направиме. Завршивме со овај дел и се префрламе на банкарството. Добро. Сакам луѓе да чујат една практична порака од тебе. Ние бизнисмените знаеме што значи банкарството и го цениме како еден од најстабилните сегменти во општеството без кој што нема развој на нашето работење. Меѓутоа, обичниот граѓанин често знае да коментира без соодветни сознанија и да одбегне клучната поента на вашето работење, тоа дека одговорноста да работи со туѓи пари. Дека она погодено него да работи со туѓи. Точно бе. Така, точно. И таа разлика, јас ја гледам секој ден и ги слушам тие коментари, мора тоа шутам затоа што ќе видиш батират. Јас и на, пак речем, се чувствувам млад, али и на помладиве колеги, кои доаѓаат на работа, почнуваат со работа и така натака, велам, ако не сватите дека одговорноста за работа со туѓи пари е поголема од одговорноста со сопствените пари, тогаш не работите во банка. Немојте да работите во банка. Бидејќи опасно и за вас и за банка. Мислам, банкарството е некако неоправдано, би рекол, сатанизирано, донесено во негативен контекст и така натака, базирано дефинитивно на некои настани во финансискиот свет. Но од друга страна, јас сега зборам за банкарството на Македонија, од кога јас сум во банкарството, тоа од 99 година, јас па би го оценил како еден од столбовите на стабилност на државата, не само финансиска, него на државата генерално И политички. Бидејќи банките, вклучувајќи ја и Народна банка, одигра клучна улога во многу кризи. Од конфликтот во Косово, конфликтот што имавме дома и нас, од финансиската криза, од политичките кризи и така натака. Многу луѓе не знаат со што се случувале. Ќе споменам пример кога беше короната, како да се обезбедат евра, авиони не лета. Па треба да се договориш со повеќе банки, со Народна банка подршка. Ќе пушти Austrian лед, нема да пушти Austrian лед, ќе соработиш со таа банка, нема да соработиш само за парите да бидат на располагање. Ќе спомнам, тогаш бев млад, конфликтот кој го имавме во државата. Ние како банка, тогаш Тутунска банка Скопје, не прекинавме во ниеден момент во кредитирање и подршката на кредитирање и на правни и на физички лица. Во ниеден момент. Да, ќе исклучиш некои региони, можеш да ги исклучиш што се вика подвојна се, ама не прекинавме во другите региони во државата. Дури бевме доведен по некој ден одиш на работа, работиш турбо, со клиенти се гледаш, одобруваш кредити, исплаќаш, одиш по терен, така натака, се враќаш дома, кога ќе видиш четврт држава
е во војна, како во различни светови. Така да улогата на банките, на банкарството во Македонија е Значајно, тука многу се зорнаш. многу значи. Сега да се вратиме конкретно на Уште едно би додал Бране, јас исто користам еден зборови, ако Словенија е банкоцентрична економија. Значи се уште главен двигател, главен поддржувач на инвестицијските активности на фирмите на граѓаните, се уште се банките, не се развиени од пазар на капитал. Не, се уште се банките, иако малце е поразвит. И ако Словенија е банкоцентрична економија, Македонија е банко-епицентрична, Македонија. Се врти околу банки. Дали било тоа криза правиме напори во комората да одиме према финансиските пазари и други. Добро е, точно така. Добро е да се развиваат и тие може да се развијат со поддршка на пак на банките. Може што мене да речам ме вака да речам интересира е фактот што секој ден го слушам да за припадноста веќе на фирмите на определени банки. За лојалноста према тие банки. Па добро, Партнерски однос кој ја учествува. така. Значи тоа немаше, беше еден период на неиздиференцираност, па префрлна ги пари тоа да го прави таму и така. Таму сега имаме ситуација во кој што лојалните клиенти се препознатливи. Има моменти кога нели една фирма расте со банката заедно и кога надрастува, да речам, има потреба да вклучи уште една банка во работењето, но тоа не значи дека ја губи лојалноста према таа банка. И јас кој земам примерот на НЛБ банка Скопје, од која почнав да работам од 98 година, заедно растевме со многу наши фирми. Така е. Значи како што растеа фирмите од расте приватни фирми основани, па станаа големи компании, така. заедно банката растеше. Ќе ги спомнам, да не ми се налуди некој ако заборавам, ќе ги спомнам, не знам, ПКБ-ско, Тинекс, Рудине, Зегин, тие составен дел. значи тие растеа заедно со нас. Некој од нив вика треба да ни дадете и плата, пошто се каде сме тука. Така да и тоа ми бил мене драйвот да бидам во банкарството и посебно во Тутунска банка, односно после тоа на НЛБ банка Скопје, бидејќи мене ме води што со своето работење допринесува. Каков импакт има. И кога ќе видиш дека си дал кредит и си изградил некоја фабрика, си дал кредит, си изградил некој логистички центар, се подолжил со одредено работењето ти дава една енергија, една жела да продолжиш да работиш. Мене јас само на тој начин работам. Ти помина првиот дел од банкарската кариера во ритејлот. Јас уствари почнав во корпоре. А? Јас бев работен во банката како референт за долгорочно кредитирање, инвестиции и конзорциум. Така да беше работел по 2 години, банката реши да, нели тогаш беше реформата на платниот промет, Да. банката реши да отвара експозитури. Тогаш беше сектор за население и тогаш не викнаа двајца, јас и уште еден колега, Давор Вукадиновиќ, не викнаа двајца, јас бев од долгорочно кредитирање, краткорочно ние мислиме дека не викаа да не унапреда во својот сектор, тие викаат вака, ни кажаа вашите шефови, вие сте добри и така натака, ако сакате, тоа беше четврток, петок, ако сакате, од понеделник во население. Едниот шеф на експозитури, другиот координатор на експозитури, јас бев координатор на експозитури, новите експозитури што ги отваравме. Така да тоа е после 2 години и од крај 2001, после тоа бев во ритејлот. 2005-та преземав функцијата прв човек на до тогаш беше население, после тоа ритејл и од тогаш почнавме да го радиме ритејлот на НЛБ банка Скопје денес. И ако погледнаш денес како разговара со луѓето таму мене, ќе видиш дека сидет печат оставил Антони Аргир во ритејлот. Се надевам, јас не можам за мене да зборувам, се надева. И се надевам дека е тоа позитивен печат. Од друга страна, печат на твојот ангажман и активност како прв човек на НЛБ Скопје е заедничките проекти што ги тераше со низа банки на крупните опија. Правително како дефинитивно. Дефинитивно, и пошто јас секогаш верувам, заедно можеме повеќе.
Тоа остана тоа. Заедно. Ти си своја фирма работиш, се конкурираш и така натака, ама имаш одредени стратешки проекти, големи проекти кај што едноставно е добро да си заедно. Со други. Некогаш кај мене чинеше една дилема и кога бев член на надзорниот одбор на Шпарк, аз се го видов тоа на претерано кушење на и претерани прописи во работењето на банкарството наметнати од Централната банка. И тоа и е потребно, и мислиш ја зголемува довербата или Резултат на таа преголема регулатива, односно, да, таа преголема регулатива е резултат на финансиската криза во 2008-2009 година. а тоеш дојде, после 2000. Значи, со тој крах што се случи, не во Македонија, не во Македонија, да. туку во светот, почнувајќи од Америка и така натака, и тука и во Словенија имаше големи проблеми, се наметна таа регулатива. Нели, случи нешто, ти па сте се браниш од како свига, од и на јогурт дуваш. Така. И можам да кажам дека има малце преголема регулација. Не сме исклучок во Македонија. Истата приказна е и во Словенија, односно на ниво на Европска унија. Таму па имаш две централни банки. Ние сме директно надлежен за нас директно е ЕЦБ, Европска централна банка. Ние сме лиценцирани, јас сум лиценциран од Европска централна банка, но улога во дневното работење има и Банка на Словенија. Таму па е уште покомплексна, пошто на еден, тоа е евросистем, ама Банка на Словенија работи фактички во улога на ЕЦБ, а немаш сепак две централни банки. Така да регулацијата за некои работи е стварно потребна, го направи банкарството потранспарентно, посигурно, поотпорно, поодржливо. И сега кога проблеме кога ги воведуваш тие промени и стандарди, чинителите други, односно нашите странки и клиенти, не се припремени за тие промени. И ти треба да ги водиш тие промени. И тога се судруваш малце со клиентите. Таков пример е, не знам, ние бевме пионери во воведување на ESG стандардите во работењето. И имавме фирми кои ни викаа, ама што барате ово од нас? Луѓе, тоа доаѓа. Тоа доаѓа подобро да видиме навремени и први, отколку после во придисел да ги правиме работите. И во такви услови овде пишува дека ти си ја зголемил акцијата во твое време на банката 5 пати во периодот од 6 години. Како? Со добри резултати. Како се постигнува? Со добри резултати. Како се постигнува, да. Тоа се спомнавме преска. Треба да имаш визија, треба да имаш цел, Луѓе, треба да имаш тим, ти треба парите. треба да имаш тим и треба да имаш ресурси дефинирани. Би додал, треба да имаш енергија и желба. Многу битна работа е тоа, многу битна за мене. Без енергија и без желба можеш сите овие работи да ги имаш, а да не направиш. А енергијата и желбата па ти ја даваат луѓето, ти ја даваат тимот, ти ја даваат клиентите, ти ја даваат другите чинители, ти ја дава фамилијата. Ако тука, како со Лаурни ми беше некој професор, ќе кажем дека неговата визија ќе го прашав дали оди до тамо да постане академик. Тебе би те прашал дали би некогаш бил и постанал гувернер на Централна банка. Гувернер иди во раководството на некоја Европска банка, пошто доаѓаш во Европска земја и така натаму. Што значи таквата промена за обичниот човек? Значи, ние сме во директен контакт со банките и малку повеќе ги разбираме тие работи. Али она што помалку разбираме е односот меѓу банката и Централната банка. Интересно, Тоа е интересно прашање. Тоа е сосем друга филозофија или има свој Тоа е друга филозофија. друга филозофија? Друга филозофија. Секој има своја улога. Значи, централните банки, гувернерите имаат своја улога. Главна улога е стабилност на финансискиот, односно на макроекономијата. Стабилност на банкарскиот систем и така натака, што е поинаку е, треба стварно да ја смениш
капата што се вика, не можеш и кој ќе рече па лесно е ќе одиме, Тоа е исто го ние ќе се бизнисмен да го ставиш во влада. така е, Тешко се снаоѓа. така е, тоа се други се улогите, Други се улоги. други се улогите. Ке некој ќе речеш добро е нели премиерот да биде бизнис ориентед или бизнис. Да, може Тоа е добро, се влечи према бизнисот. може би добро од аспект на решителност, од аспект на нели убрзување на работите, ама па може да нели оди во некој друг правец каде што така да интересно прашање. Бранко, јас се уште мислам дека можам добро да допринесам во комерцијалното банкарство. Делам не вели никогаш Не. не. Да речам дека ми е сакам, морам да станам. Не. Но ма пак ќе речам малце понатака, пошто малце понатака, пошто понатака имаш уште повеќе знаење, Али ние експертиза и сега понатака ние зборуваме за две дејности врзани во една, кои што се сосем различни. различни. Едниот е регулатор, другиот е бизнис. И тоа се две различни работи. И Регулатор е. регулатор. Да, во Македонија е и регулатор и судија. Нели, во некои држави е поделена функцијата на регулатори и супервизија. Во Македонија е споено, што јас не го гледам како мана, што секогаш била, да речем, апсолутно соодветна соработката меѓу банката, меѓу банките во Македонија и Народна банка. Али дефинитивно тоа се две различни улоги. Добро е да луѓето во Централна банка имале искуство во комерцијално банкарство. Многу добро е. Бидејќи тогаш знаат точно со што се содруваат комерцијалните банки, што е изводливо, што може да се имплементира, што не може. Ти доаѓаш од Европа. Словенија е една членка во Европа. Дали точно гледаме ние дека Европа е матирана? Или се наоѓа во позиција на опасност од шахмат? Ај на позитивна страна да гледа. Ајде. Кога ти се деси шок, најдобро е да се реорганизираш, да добиеш енергија, Треба да има одговорност. и да, па веројатно да. Јас ги прашав пресудниците. Веројатно да. Може, Али јас пак кажам, кога ти се деси шок, тогаш е може би е добро. затоа што не се ги знаеле информациите. Како може да дошло до шивникот што ќе павнечи и така. Така да. И добро да се искористи тој шок, да се малце растресат, за да Јас колку се поправи конкурентноста на Европа. Американците 20-30 години викаат на правите заедничка безбедноста и надворешна фалита. Така. И сега ти не слуши ќе дојдеш до шокот. Значи не можеш да действуваш по така. Значи правилно гледаме ако сме на југа. Дефинитивно. Дефинитивно, Саративата возрастна наша позиција. дефинитивно работата е што јас пак ќе речам, Европа стварно е доста бирократска, доста комплексна. Е унија, ама сепак се тоа различни држави, секој им си има своја вакво. Дури за некои политики што се, да речеме, единствени економски политики, пак има некои локални разлики и така натака. И прави тешко да се работи. Од друга страна па, кога ќе видиш дека банка од Германија може да работи во Словенија без никакви препреки, па е голема предност. Или фирма лесно, ја го преценуваш, се диша, тоа е голема предност едноставно. Нашиот регион, по мене, нема друг пат освен према Европа. Со сите мани, нема друг пат. И обичниот словенец, како ги коментира овие збитови? Слично, дури бидејќи тие живеат таму и тоа е нивна држава, дури со поголем негативен однос на народите, што е нормално, не, кога живееш некаде, кога е твоја земја, твоја држава, повеќе те погодува, повеќе те боли. Влавси. И јас. И се зобиравме во бранија на млади бизнисмени. Така. Ми сега
До вади слушав дека евреите биде бизнис ориентирана нација, а оние биде бизнис ориентирана нација. А во Македонија властите се бизнис ориентирана групација. Па, веројатно се. Веројатно се. И сам интересна брига знае кога отвориме таа, стварно интересна брига знае, бидејќи тие Мал број се интересно е кај властите. Нели, генерално тие потекнуваат од денешна Грција и Албанија, после тоа се селат нагоре. Македонија, Србија, Белград, Романија, Букурешт, стигнуваат до Виена. овие власатот на турската империја. Власи тука. Тоа и веројатно заради тие И Грција биде тогаш во турската империја. да, и веројатно заради тие зулуми што таму се случувале, нели? И сега ќе видиш властите што се во Грција и властите што се во Македонија се исти. Кога зборуваме ние, си се разбираме исти спек, некои мали разлики и така натака. Ама од друга страна, кај властите интересно, пошто немаат своја држава, најлојални се на државата во која живеат. Така пишува во влашките прави. Ама тоа така е. Тоа е многу специфично за тој Народ би рекла тие се македонци, па и јас. Така да, во бизнисот се идентификуваат, се појавуваат во науката, се појавуваат во банкарството, се појавуваат и така натака. Така да ги има, ги спомнавме, направивме едно неформално друштво на млади власти, сите сме околу 50 веќе. Дали се ведо беше сведок кога на Ио Јанковски му кажав дека ќе бидува најдобро интервју. Ти реков, нема да ми правиш притисок. Ти благодарам. Хала ти тебе.